буквата Д. Даница Ручигај. Даница Ручигај е родена во 1934 година во Скопје. Учела класична гимназија каде што ги изучувала старогрчкиот и латинскиот јазик. Извесно време поминала во Грција. По завршувањето на средното образование, студира на Филозофскиот факултет во Скопје, каде што дипломирала југословенска книжевност, со што трајно и професионално се врзала за поезијата и за книжевноста. Својот краток работен век го поминала во Министерството за култура на Социјалистичка република Македонија. Своите први песни ги објавува во 1955 година во познатите литературни списанија Современост и Разгледи, а нешто подоцна се појавуваат и во периодиката од другите јазични подрачја на некогашна Југославија, афирмирајќи ја преку нив младата македонска поезија. Таа е авторка на 2 стихозбирки. Дебитирала со исповедната љубовна лирика Сребрени ноќни игри во 1960-та и Заробеници на ветрот во 1963 година. Загинува трагично во Скопскиот земјотрес на 26 јули 1963. Стиховите се пронајдени во урнатините на Домот на поетесата. Од 2005 година во нејзина чест се доделува наградата Даница Ручигај за најдобра дебитантска поетска книга. Додоловски Стојко. Додоловски Стојко го преживеа Титаник на 15 април 1912 Стојко е роден во 1896 во селото Чучер на падините на Скопска Црнагора. Бегајќи од теророт на турците и арнаутите, уште како млад Стојко на 16 годишна возраст решил да тргне за ветената земја САД. Со нешто заработени пари доаѓа во Саутемптон, од каде требало бродот Титаник да замине. Билет едва и успел да купи во последен час, и тоа од еден свештеник кој, иако го купил, бил спречен да појде, па му го препродал на Додоловски. Кога бродот се судрил, успел да дофати еден појас и да рипне од 15-метарската височина, гонет од единственото чувство за живот. Со последни сили се задржал за еден превртен чамец, каде бил најден од офицерот Лоу, кој со чамец ги собирал преживеаните подоцна. Лоу го ставил во чамецот, го вртел и триел. Подоцна е префрлен на бродот Карпатија. За животот на Стојко после несреќата многу малце се знае. Според некои селани од Чучер, тој се вратил од странство во 1948 во родното село. Се вработил во една фирма во скопската населба Ѓорче Петров. Се вратил со надеж дека ќе си живее и дека ќе умре во Македонија. Но неговата ќерка го повлече во САД и почина во Чикаго. Večno